Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот, во живо, да. Како што реков дека во серијал ќе се потрудам да обезбедам ексклузивни соговорници кои ќе задржат вашето внимание, со оглед дека го имавме господинот Глигор Ташковиќ минатата недела. Еве, задоволство и чест ми е после 23 години, 22 години, повторно да имам интервју со Едвард Џозеф, професор на универзитетот на Џон Хопкинс во Вашингтон. Тој ми е соговорник во живо, ќе го поздравам и ќе му речам добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Драго ми е што сам с вама и ваш гледатели. Thank you so much. Почитувани гледачи, за почетокот би сакал малце на англиски да кажам неколку збора со господин Едвард Џозеф, а Жан Становски, мојата десна рака и ваша секако, тој е председник колумнист и предприемач и преведувач, кој еве вечерва ќе биде повторно со нас. First of all, thank you again for joining us in our political program. As I say for my viewers that we are realized second interview after 2001. Ние второ интервју по 2001 правиме со вас, тоа беше на државната телевизија, многу го ценам ова. И моето што одговоривте на моето барање во име на 500.000 македонци кои што живеат во Америка и тие се гласачи во електоралниот изборниот колеж на Америка. Тоа се македонци, но живеат во Америка, така да собрав повеќе прашања од многу македонци овде и од надвор и би сакал да добијам од вас разбирање за тоа како ги прибравме овие прашања. Се надевам, сигурен сум дека ќе имате разбирање и ќе можеме да одговориме на тие прашања, но дозволете да кажам нешто на македонски во врска со вас и за вас. Почитувани гледачи, како што реков господинот Едвард Џозеф, е помошен предавач на школата за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џон Хопкинс, САИС и виш соработник на Институтот за надворешна политика. Тој служеше десетина години на Балканот, вклучително и во американската армија. Беше представник на меѓународната кризна група за Македонија и задоволство ми е што вечерва ќе бидеме заедно и да дискутираме за многу актуелни случувања. Секако и за неколку дена во Скопје се организира годишната конференција на ОСИ или ОПСЕ, на која се очекува да пристигнат двата големи колоса, да речам, шефовите на дипломати на Соединените американски држави, господинот Ентони Блинкен и господинот Сергеј Лавров. Еве ќе опрашам господинот Џозеф, дали сметате дека Македонија успеа да го реализира својот главен приоритет во своето представување со ОПСЕ? Please. Standing by. Изгледа да немам превод, onda значи да ја ќе морате onda направити свој превести свој превод. Драго ми е, како сам рекол, драго ми е што сам с вама. Ја овако причам, не знам зборити македонски јазик, onda ја причам онако онај српски или хрватски јазик што сам научио током мој 12 година што сам служио на терену у бившој Југославија за време рата. Ево, што се тиче приоритет, изгледа сада да Македонија има
veliki uspjeh sada jer igra veliku ulogu Makedonija igra danas važna sedmice, uloga, što ova sedmica. valjda vi znate tamo, tamo u Skopje, vo Skopje, jer deka Sjeverna Makedonija je Severna Makedonija je domaćin na onaj veliki golemi nastan, znači summitot na OPSE, što se održava сега во Скопје овие денови. И како што рековте, тука е вклучен нашиот министар за надворешни работи, државниот секретар Ентони Блинкен. И знаеме исто така дека посетата на Блинкен овие денови, кога има толку кризни состојби во светот, е голем успех и тоа е сигнал за не само за значењето на ОПСЕ, туку и на Северна Македонија, и тоа е доказ дека почитувањето на Соединетите држави кон Северна Македонија е високо. Ви благодарам многу. Ќе ми дозволите неколку прашања, што реков, од нашите македонци во диаспората и тука, а врзани за и околу вашиот текст кој го објавивте во САИС. И сега затоа би сакал да ви поставам некој прашање, а се однесува за нашето зачленување во Европската Унија. Господине Џозеф, тоа е моето прво прашање од нашиот драфт, од нашиот договор. Што можат сад да сторат македонскиот идентитет да се одбрани од бугарските барања, дека преговорите со Европската Унија може да почнат, ако владата во Скопје прифати дека македонците до 1944 биле бугари? Nažalost, ništa ne čujem od prevod, onda opet ću morati ja napraviti svoj prevesti. Toliko sam razumio vašu pitanja, to je u vezi Bugarija, stav Bugarija. Ставот на Бугарија Prema Sjevernoj Makedoniji. кон Северна Македонија. Pa, kao možda ste rekli Како da што и ja sam рековте, napisao članak јас напишав еден prošli mjesec na на SAIS статија на SAIS Review. SAIS Review. To je naš časopis, Тоа е наш ugledni časopis časopis ovdje ugleden. gdje ja To be easier. What can Okay. you say to defend the Macedonian identity from Bulgarian demands that the negotiation between the EU can bring if the government in Skopje accept that Macedonians were Bulgarians until 1944? Okay. Yes. Da. Okay. Gospodin Tomić, thank you for that. Благодарам Yes, за I ова. wrote an article Напишав статија last month минатиот месец in our journal во at нашиот SAIS. журнал That SAIS. is Тоа е SAIS Review. SAIS Review и објаснив што може САД да направи. Грижата е тука дека Бугарија може да продолжи да има тамошни барања од Северна Македонија. И овде и премиерот и бугарските официјални лица кажаа дека нема да има повеќе барања, но реалноста е дека со конструктот кој што постои, како што објаснив, постои можност Бугарија да каже ние не сме задоволни од тоа или ова и може да продолжи во оваа рамка да поставува барање, така да она што САД треба да го направи е да воспостави свој заеднички историска комисија. Тоа го предложи. Продолжив САД да креира собствена заедничка историска комисија, исто како Бугарија што направи со Северна Македонија, кога тие формира заедничка историска комисија согласно договорот за пријателство. И поентата тука ми е дека многу едноставно целиот бугарски, сите бугарски аргументи почиваат на една година. Единствено година. И
дека САД може да покаже што во суштина е признавање на македонскиот идентитет пред таа година да воопшто се спомнува како бугарски аргумент кој што ќе се сруши како таков. Така да по мене тоа ќе овозможи добра причина ќе биде за Бугарија да продолжи во духот на договорот за пријателство и вистинскиот дух на предлогот, а не да поднесува нови барања, затоа што ако Бугарија доставува нови барања, тогаш САД ќе треба да покаже дека има силен доказ меѓународното признавање на Македонија и на македонскиот идентитет пред оваа година која што 1944 постоел. И во мојата статија јас дадов пример за тоа и докажав дека бугарскиот став може многу лесно да се предизвика и затоа предлагам така да се направи, а не да покаже дека Бугарија не е во право, туку едноставно да покаже на двете страни дека Македонија и Северна Македонија и Бугарија дека ќе продолжат да ги решаваат прашањата за јазикот, идентитетот и културата на пријателска основа и да продолжат да ги решаваат проблемите. Thank you. According your very good answer, Да, многу добро одговоривте. Сакам нешто да кажам искрено. Евроскептицизмот постои. Кога говориме за блокадата на Европската Унија што ги правеше во минатите години со Македонија во врска со македонската влада на Заев подпиша спогодба, преспанската спогодба со Грција во 80-та година, без дозвола на мнозинството на македонци, затоа што од една страна прифативме да бидеме членка на ЕУ без уцени, како например во 2007 година кога Бугарија започна преговори со ЕУ, тие не укажува дека имаат проблеми со македонскиот јазик, идентитет и така натаму. И многу малку подоцна овој евроскептицизам е сега очигледен и Македонија очекува поддршка за себе. Така да искуството вели дека во минатото, за времето на нацистичкиот режим на Хитлер, Европа не може да ги решава проблемите без САД, без се приклучи и да помогне Америка тука. Можеме ли да очекуваме дека Америка ќе ја преземе клучната улога и ќе ги заврши оваа тешка ситуација во која што се наоѓа Македонија за да се реши целосно овој проблем? Ќе одговорам користејќи превод, мора да бидеме јасни. Јас тоа ќе го интерпретирам како прашање за евроскептицизмот во Северна Македонија и би рекол да, има проблем, но тоа не е нешто што е нерешливо. Мнозинството на македонците и во регионот, дури во Србија, која што е најевроскептична држава, се уште имаме многу силно процент на граѓани во Србија кои што сакаат да се приклучат на ЕУ. Тоа е прва поента. Втора поента е, и ќе ви дадам, ќе цитирам, се сеќавам премиерот Санадер од Хрватска, кога говореше за членството на ЕУ и НАТО. Тој укажуваше, имаше поента, Хрватска исто така имаше ниско ниво на поддршка кај граѓаните, скептицизам. Во Хрватска имаше, кој што знаеме дека е членка на НАТО, како Северна Македонија, исто така е членка на ЕУ. Така да знаеме дека кои се предностите за Хрватска е да е членка на ЕУ. Секој во регионот го знае тоа.
Дури Хрватска добила многу повеќе финансиска поддршка од фондовите кога стана сега членка на ЕУ, отколку што тоа беше кога беше само кандидат за членство. Така да тој ја укажа на таа поента дека колку поблиску земјата влегува во членство, колку повеќе се приближува кон членство, толку повисока поддршката ќе биде во државата од самите граѓани за самото членство. Така да ова не треба да го земаме како здраво за готово, да не сакаат да влезат во ЕУ. Не. Поентата тука е дека патот треба да е вистински, да е поставен, трасата да е поставена, како и да го искористиме поентата на Санадер, колку ќе се приближуваме, колку членството, толку ќе расте поддршката. Така да нема друга опција, нема друга руска опција, нема кинеска опција, има само вистинска западна опција. И ЕУ ја презема својата одговорност и јас сум сигурен дека историската ера на пријателство ќе се врати, кој што ја блокираше Северна Македонија во 19-та година ќе се отстрани. Тоа беше страшна грешка што се направи од страна на Франција и целата ЕУ и Балкан, да мора Балканот да ја плаќа таа цена сега. Секако, но Македонија не заслужува да биде поставена во таква состојба и таа судбина. И во врска со вашето, дозволете да го поставам второто прашање во врска со вашата анализа, вашата статија. Приоритет се билатералните спорови помеѓу Софија и Македонија, станува членка на европски преговори за членство. Зошто Македонија е исклучок во согласност со копенхашките критериуми, дека не е само тоа што треба да исполни. Не знам дали има тука исклучоци од копенхашките критериуми. Јас ги читав последните извештаи на Европската комисија и не го гледам тоа што тука, за што станува збор овде е тоа дека Северна Македонија во состојба да каде што еден сосед Бугарија ја злоупотребува својата позиција како членка на ЕУ, а во ЕУ се бара консензус, така да Бугарија го искористува тоа. И пријателите тука влегуваат и се убедуваат да дадат предлози за решавање. Го читав тоа и го објаснив тоа во мојата статија, дека предлогот не е како преспанскиот договор, кој што беше фер спогодба, кој што беше испреговаран помеѓу Грција и Северна Македонија. Тоа беше фер спогодба. Тоа беше обид од пријатели да се задоволат бугарските барања. И во мојата статија јас напишав дека Бугарија се уште има силна позиција која што е многу повеќе како руската позиција кон Украина од аспект на инсистирањето на тоа македонскиот идентитет да се прикаже како вештачки и каде што почнува во 44 година. Тоа е сериозен проблем и тоа е оди во правец на функционирањето на ЕУ, на реалноста, каде што една земја може да блокира друга во незините амбиции за членство. И мојот предлог е за САД да креира заедничка историска комисија кога Северна Македонија, американските македонци, мисијата на македонците во Америка ќе се ефектуира доколку Бугарија продолжи да ја блокира кој што е нефер ситуација. Секако се сложувам со вас и патем сакав да ве прашам како ја проценувате коментарот дека бугарските власти во последниот попис во Албанија одат и не е професионално, не е тоа политика, едноставно да одат во Тирана, во Албанија и да вршат притисок врз македонците што живеат во Албанија да се изјаснат како да го сменат својот идентитет и да се изјаснат како бугари.
Така да, на крајот кажа, ако не подпишете дека сте бугари, ќе мора да ги вратите пасошите бугарски што сме ви ги дале, затоа што тие пасошите ги земаат само за едно прашање, но се чувствуваат како македонци. Well, look, Види, as a matter of human rights, од аспект на човековите права, лицето има, секој човек има право да се изјасни онака како што сака, со согласно својот национален идентитет без разлика каде се наоѓа. Тоа е многу јасно. I don't И think we need to не, discuss не that треба тоа да го дискутираме But we понатаму, should но remember исто така треба да земеме предвид да се сетиме one point. една поента. If Доколку македонските граѓани ги прифаќаат бугарските пасоши и кажат јас ова го правам само од економски причини, жалам, тоа е погрешно. Ако македонските граѓани земаат бугарски пасоши, тие креираат идентитет и тие даваат изјава на некој начин. Тие не треба да ги земаат тие пасоши. Не треба да ги земаат тие пасоши. Не може да кажам, јас го земав овој пасош затоа што е економски причини. Не. Тоа не е основата. Македонските граѓани исто така имаат одговорности. И македонските граѓани имаат човеково право, но имаат и одговорност. Да кажат, не, мојот идентитет е македонски, јас нема да земам бугарски пасош. Да се го запамтиме ова, граѓаните имаат исто така одговорност. Се слагам со вас, но економската ситуација е причина зашто македонските граѓани некои од нив прифаќаат и поднесуваат барање за пасош. Но вие добро ја знаете ситуацијата во Македонија. Македонија жртвуваше све, името, идентитетот и така натаму. И Европската унија и комисија требаше да ги отвори портите за Македонија за завршување на започнување на преговорите и во последниот попис имаше само 3500 попишани бугари овде. Значи тоа е вистинскиот број. А од друга страна, дали може на ова да ми одговорите, затоа што моето прашање исто така оди во правец на тоа да бугарско-францускиот или француско-германскиот предлог го прави тоа да влезат бугарите во уставот македонски и тоа е асиметрично го прави договор затоа што луѓето што живеат во Бугарија како македонци немаат право да се изјаснат како македонци и македонците во Албанија исто така македонците тужеа Бугарија пред судот во Страсбур. Вие знаете дека имаше судот 16 позитивни одлуки во корист на македонците и вие да честен одговор давате. Благодарам, може за ова да ми одговорите. Секако, како може некој да каже дека е фер да бугарите се вклучени во уставот во Македонија, а немаат права пак македонците во Бугарија? Кој може да каже дека ова е фер? Не знам дека има некој човек кој што ќе каже дека ова е фер. Имаше случаи порано во Европскиот суд за човекови права каде што беа воспоставени правата на македонците во Бугарија. Од друга страна имаме тоа е прашање што го разберам на фер пристапот и симпатија ги имам целосните симпатии кон вас, но исто така мора да прифатиме реалноста дека Бугарија е членка на ЕУ и таа има право на вето и таа го користеше тоа вето. И согласно мојот концепт што го имаме кога имаме да се свртиме кон Бугарија и да ја тргнеме Бугарија од натамошната експлоатирање на своите права преку пристапот на Соединетите држави, тоа беше мојата препорака, да тогаш Македонија да се приближи кон преговорите со ЕУ и во тој процес да се вклучи на ЕУ и тогаш можноста да се даде да и се нормализираат односите со Бугарија,
да има попријателска комуникација помеѓу бугарите и македонците, да се подобрат економските односи и потоа овие причини полека ќе се отрнат и правата на македонците во Бугарија ќе се дискутираат. Така да тоа е мојата реалистична визија за ова. Почитуван Едвард, во вашиот статија што ја напишавте за САИС, кажете ми нешто повеќе за ова прашање. Бидејќи стотици илјади македонци ја напуштија Македонија во последните 7 години, затоа што се незадоволни од политичката клима овде. Од 70-та година навака имавме зголемена корупција, криминал, не имаме реформи и секој кој што критикува Македонија поради оваа состојба е фактот што немаме реформи. Тие реформи се важни за нас, а не за ЮА. Ако ја реформираме државата, тие ако се ставаат на највисок пиедестал, да ја окинеме, да отстраниме корупцијата и така натаму. И Стейт департментот исто така ја критикуваше македонската влада дека има корупција во државата. Извештајот на Европската комисија беше многу негативен во минатиот месец, но политичката клима тука не се загрижи многу заради тоа. Може ли тука нешто да кажете за ова, за луѓето, за нашите гледачи? Да, секако. Вака напишав за корупцијата кога бев во Македонија и кога ја водев меѓународната кризна група во 2002 година, напишав извешта. Тоа е на сајтот, може луѓе да го прочитаат. Дури имињата се таму се опишани и корупtivните шеми, дека е тоа многу голем проблем. Европската комисија во својот извештај го опиша исто така тоа и како што ја опишав во мојата статија во минатиот месец во извештајот на САИС за тоа како може да ја спасиме Македонија преку историјата на САД. Исто така говорев за кривичниот законник, за измените на кривичниот законник. И јас ќе прочитам овде нешто од Европската комисија, од извештајот, тоа е многу важно, и вели дека кривичниот законник беше изменет преку брза парламентарна процедура со европско знаменце. Максималните затворски казни за одредени коруптивни дејанија и прекршоци беа намалени и тоа може да има ефект и може да ја уништи борбата против корупцијата, вклучително и работата на специјалното јавно обвинителство и тоа и од Европската комисија. Тоа не е мислење од мене, тоа го кажа во извештајот, значи се напушта исто така или се попречува борбата против корупцијата и властите треба да истражуваат и да ги оптужуваат ваквите прекршоци. И ќе завршам со цитатот. Европската комисија на официјален начин укажа дека ова е прашање на сериозна загриженост. И тука може да видите дека не е само моје мислење туку ова е мислење од Европската комисија. И јас само го повторувам тоа што генералниот секретар на НАТО го кажа, Столтенберг, исто така укажа на тоа дека имаме стремење кон Европската унија и исто така Столтенберг како генерален секретар на НАТО се изјасни во врска со тоа, укажувајќи дека како безбедносна организација дека корупцијата е опасна, корупцијата го подкопува јавните институции, ги подкопува довербата кон државните организации и го спречува работењето на фирмите. Значи, екстремно е важно да се бориме против корупцијата на сите нивоа од цело време. И тоа го спомнува, и тоа на неговите средби го кажа во Скопје, така да не е тоа само моје мислење, господине Томич, туку е очигледно тоа дека исто така има многу бројни коментари од амбасадорката Агелер, која укажуваше дека
Луѓето, уште еднаш цитирам од амбасадорката, тоа на низиното интервју неодамна кога го кажа, луѓето знаат кои се актерите на корупцијата во САД. Тоа го кажа американската амбасадорка и ние исто така ја гледаме САД уште еднаш укажа на тоа дека и постави санкции врз одредени лица на Балканот за коруптивни дејанија, значи им забрани влез во САД, значи тоа е многу сериозен проблем за кој што пишував уште пред 2 децении. И јас во мојата статија укажувам во САИС дека промената на кривичниот законник и како што гледате Европската комисија целосно се сложува со мене за она што јас го напишав, велејќи дека е исто така е тоа сериозен проблем од нивна страна и тоа е страшна грешка што се направи да се истурка ваков закон низ парламентот за кривичниот законник и многу сум разочаран и загрижен поради ваквите состојби. Да, добро е да се чуе она што говорите за ова анализа во вашата статија за тоа како ви ги гледате состојбите и работите што владата ги презема и на брз начин го измени законот за да ја купи слободата да ги самите себе си да се амнестираат. Ви благодарам за тоа што го спомнавте за амбасадорката, господја Агелер, која беше многу уште тогаш кога пристигна во Македонија имаше силни изјави. Дозволете уште едно прашање да поставам врска со она што ми го испратија од Америка гледачите. Амбасадорката на САД во Македонија започна мандат со изјава за борба против корупцијата. Сепак владата продолжи со висока корупција. ЕУ исто така го критикуваше договорот за 1,3 милиарди евра со Бехтел и Енка за изградбата на коридорот 10 и 8 без процедура за јавна набавка и дека тоа исто така хидроцентралата Чебрен беше со вредност од 1 милиарда евра, кој што исто така беше склучен договор со 4 очи. Многу од овие службени лица беа обвинети дека ја злоупотребиле својата позиција, значи нивото на корупција останува на високо ниво. Тоа беа коментари од нашите македонци во Америка. Да, вака има новинари во Македонија, господин Томич, можеби вие и други во вашиот тим и колеги кои што работеа на ова. Има Призма е една од новинарските куќи кои што има извештаи детални за неколку случаи и дека е тоа вистина и дека сите облици на корупција мора да бидат истражени. Точно е, тука нема исклучоци. Тој дел е јасен, но оно што треба да го направиме да бидеме внимателни за што говориме. По моје разбирање за Бехтел, за овие истраги дека нема не се работи тука за сомнежи за Бехтел. Договорот за Бехтел со владата, кој што е најголемиот договор за изградба на инфраструктура во Македонија, тука се однесува повеќе на поддоговорите на тоа е моето разбирање, не сум експерт за ова, но тоа е тоа што јас го разберам и тука треба да се истражи тоа и да се види работата што вие ја вршите и сите други новинari и граѓанското општество е многу важно да се постават овие прашања на маса, да се укаже на нив и да бидеме сигурни дека се дискутираат со официјалните лица и тоа треба да биде ставено на исто така на мегдан пред меѓународната јавност во Македонија. Имаме уште четврт час. Да, го спортиме листот на саминот на ОПСЕ во Македонија. Колку што моите извори разберам, генерален секретар Ентони Блинкен ќе учествува во среда на 29
ноември во Македонија ќе пристигне во Скопје и сигурен сум дека Бугарија ќе ги отвори небото за да прелета исто така авионот на Лавров, за да и тој се приклучи на саминот. Што се вашите очекувања? Како гледате овој состанок? Дали е можно да нова геополитичка мапа тука се формира, имајќи ги предвид претходните состаноци помеѓу американскиот председател и кинескиот председател? Да. Ајде да проговориме за ОПСЕ и за НАТО, затоа што како во НАТО и ОПСЕ безбедноста е клучното прашање. Говориме за безбедност овде. Ајде да не укажам до вашите гледачи по непровоцираната агресија на Русија врз Украина, што започна во февруари 22, сакам сите ваши гледачи, дали се тоа македонци, албанци, хрвати, турци, не е важно. Замислете што би се случило во Северна Македонија денеска да не беше членка на НАТО. И ако имате прашање за тоа, само погледнете на тоа што му се случува на вашите соседи што не се членки на НАТО. Сакате да бидете како Босна Херцеговина или како Косово? Со постојани тензии, дали сакате да бидете доведени во состојба како Србија, која што се обидува да глуми, да игра со Русија, но сакаме да станеме членка на ЕУ и прави да вид шарада од сето ова, така да е сериозна ситуација. Ете како шега е тоа излегува на крајот со Србија. Во меѓувреме има протести против владата од страна на граѓаните. Така да секој граѓанин во Македонија треба да биде многу благодарен што Преспанскиот договор беше потпишан, дека тоа е фер договор и чесен компромис со Грција, кој што ја призна Македонија, како македонскиот идентитет го призна, и ексклузивната право да го користи придавката македонски, но само за македонскиот јазик, македонските луѓе. Грција го призна тоа во Преспанскиот договор, тоа е фер компромис и дозволи на Северна Македонија стане членка на НАТО. И тоа што Столтенберг го кажа во Скопје, неодамна при неговата посета Северна Македонија е високо ценета сојузник на НАТО. Македонија придонесува кон заедничката безбедност и членството на НАТО е добро за Македонија и за НАТО. Импресиониран сум од напредокот што го видов. Нето членството возможува финанси, повеќе работни места, повисок растеж. И важно е да инвеститорите да инвестираат и да потикнуваат економски растеж. И владата направи изворена работа во безбедносен аспект. Министерот за одбрана, господјата министер за одбрана вршеше изворена работа. Северна Македонија имаше поддршка и на украинските војници. Северна Македонија учествуваше во мисијата во Косово и Босна и Херцеговина. Тоа е вистинни пример за стабилизирање на регионот и негово вклучување во партнерството со сите држави во регионот и вие треба да бидете горди на тоа. И прво што сакам да кажам за НАТО и да им честитам на владата за добрата работа што ја изврши во врска со ова. Може и за ОПСЕ потоа да говориме, или ОЕЦД. Да, една порака само ви пренесам. Подобрањето на животот на луѓето и подобрање на безбедноста на луѓето е главната мисија на ОПСЕ и приоритет од January 23 we announced this as a priority of our Macedonian presentation. Според кои одлуки ќе остане запаметено македонското председавање со ОПСЕ 2023? Одлуката што ОПСЕ ја направи е многу важна. Ја донесе е многу важна. Тоа е историски самит кој што Северна Македонија е домаќин
Овој самит што се случува сега во Скопје доаѓа во момент на високи тензии, највисоки тензии помеѓу Русија и Западниот блок и многу земји во светот кои што ја разбираат и признаваат Русија како агресор против Украина. Така да, меѓу клучните одлуки, дури и денес, кога е тоа која земја ќе успее и ќе наследи Северна Македонија како нареден председавач на ОПСЕ. И тоа е доказ дека Северна Македонија направи добра работа, затоа што се даде можност, не гаранција, но можност да ОПСЕ да замоли Северна Македонија да продолжи ако нема компромис за тоа што Русија го спречува, ја блокира Естонија и тоа може да биде многу добро. Естонија може да биде многу добар председавач и тоа е уште еден доказ на руската агресија. И се надевам дека сите ваши гледачи разбираат дека Русија е закана за стабилноста низ Европа. Тоа може да го видиме и има и нуклеарни планови за користење на нуклеарно оружје во Украина, што ќе доведе до глобална катастрофа. Може да замислите каква катастрофа може да дојде поради невнимание и агресивно однесување на Русија во Украина. Тоа може да доведе до голема опасност, како што беше експлозијата на Чернобил и покрај стотиците илјади бегалци ќе има и масакр врз населението затоа што Путин има идеи во главата и има таква визија на идентитетот. Јас тоа го споредив во САИС извештај од минатиот месец, го споредив со перцепцијата на Бугарија кон Македонија, за идентитетот на Македонија. И тука дадов јасен пример за тоа каде може да видите што она го пишува и говори Путин за идентитетот на украинците. Истото идентично го прават и бугарите за македонскиот идентитет. Така да Македонија припаѓа кон НАТО, припаѓа кон ЕУ, припаѓа кон САД и Македонија не припаѓа кон Путин и кон Русија и агресијата кон земјите што го нагризуваат идентитетот. Пред да ви последно прашање, министерот на надворешни работи Бујар Османи бомбастично најави дека ќе биде медијатор за спорот помеѓу Србија и Косово и денеска даде политичка изјава дека да биде медијатор помеѓу Израел и Палестина. Дали е ова вистински придонес или повеќе политика на ОПСЕ за првиот диспор? Немавме информација дека има мандат од ОПСЕ, дека тој има дипломатски шлаканица доби за која земја ја презема како медијатор за ОПСЕ нема капацитет за тоа, веројатно. Дали ова изјава е приоритет за ОПСЕ и дали ова придонесува за министерот за надворешни работи Бујар Османи? Вака, нема ништо погрешно во изразување на интерес за и желба да се биде миротворец. Нема ништо погрешно во тоа. Со таква желба има многу конфликти, конфликтите се трагични, го знаеме тоа. Многу невини луѓе страдаат. Го гледаме тоа во Израел, по 7 октомври, Хамас најжестоките непријателства ги направи за да започне војна. Секако знаеме дека палестинците исто така, палестинците страдаат во Газа, така да не е ништо погрешно во изразувањето на желбата да се биде миротворец или медијатор. Тоа е еден. Два, Северна Македонија и игра
već je igra uloga kako medijator, kako preko svoje domaćinstvo na važnije od nastan istorijski od nastan vo prekrasnije od Ohrid na Ohridsko jezero vo mart pomeđu Srbija i Kosovo koga imаше pregovori kada što premijerот Vučić, председателот Vučić и премиерот Курти беа таму, Македонија беше повеќе од домаќин, Македонија ги поддржуваше дискусијата и преговорите помеѓу САД и ЕУ, помеѓу Србија и Косово и играше улога, значи Северна Македонија е добар пример на земја која што може да ги решава проблемите на сеопфатен и јасен начин, согласно преку имплементацијата на Охридскиот договор на фер начин. Така да Македонија има многу повеќе да понуди, тоа се прашања специфични, но ги почитувам улогата што Македонија ја игра тука и јас верувам дека идејата за Охрид како град за медијација е нешто јас што го поддржувам. Тоа е прекрасен град, прекрасно место за да се преговара. Thank you so much in join us in our show and invite you next Благодарам time што when you come in the бевте наши гости, ве каниме наредниот пат да ни бидете специјален гостин на округла маса да дискутираме за важни теми од политички аспекти. Мене ми беше задоволство, господин Томеш, благодарам за поканата. Thank you. Почитувани, тоа беше директно во живо од Вашингтон, Едвард Џозеф, предавач на школата за напредни студии во Универзитетот Џон Хопкинс, директно од Вашингтон, во студиото на телевизија Вистел. Благодарам што бевте со нас, пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.